Брендирана гардероба, нафта, тутун и наркотици годинава се шверцувани најмногу во и надвор од државата, изјави денеска Стефан Богоев, директор на Царинската управа. Гардеробата, да кажеме, е една од тие работи. Прекурсори за производство на дроги, исто така имавме сериозна заплена минатата недела, што на крајот се испостави дека и дел од една посериозна мрежа која што имала и лабораторија на територија на државата, така да успеавме и тоа да го разбиеме. Често пати се случува да имаме и заплени во делот на нафта и нафтени деривати, например. Знаете дека традиционално на Балканот тутунот, цигарите секогаш се предмет на работа. Борбата со криумчарите е постојана поради што дигитализацијата во царината е приоритетна, потенцира Богоев. Сега имаме нешто што е најново, проект со корејската царина, каде што добиваме податочен склад и добиваме систем, односно софтвер за анализа на ризик. Тој сериозно ќе ни помогне во зголемување на приходите преку борба против организираниот криминал и корупција. Очекувам некаде рана пролет да почне имплементација на паметните камери кои што заедно со софтвер за препознавање регистарски таблички ќе се постават на сите гранични премини. Дополнително очекуваме на граничниот премин Табановци и најверојатно на уште еден граничен премин некаде на почеток на пролетта и боди камери, телесни камери кои што ќе ги обезбедиме за царинските службеници да ги носат. Во февруари или март ќе се објави јавен повик за изведувач на градежните работи на преминот Клеполо со бугарската граница, но и за реконструкција на граничниот премин Долчево, најави Зоран Ветеровски од Царинската управа. Во текот на следната година треба да започнат работите за финализирање и верувам за пуштање во употреба. Реконструкција на зградата, воведување на нови терминални ваги за дигитално мерење, како и проширување на самиот граничен премин. Коли ќе биде таа реконструкција? Баш денеска е проектот за апликација, грантот е одобрен, врз основа на тоа ќе биде објавен јавен повик и очекувам дека работите за реконструкција ќе започнат во крајот на првата половина, односно почетокот на втората половина на 2024. Годинава, Богоев вели дека увозно-извозниот промет бил поголем од ланскиот, но точните резултати ќе бидат познати по нова година. Во текот на денов, Богоев и Ветеровски одржаа предавање на Универзитетот Гоце Делчев во Штип.